На страна пиар стратегиите на едната и другата страна од кој може да се заклучи дека било прилично тензично, атмосферата меѓу вас се разделивте ли пријателски, што би се рекло меѓу Добри, коректни односи имавме стварно со колегите. Имаше ups and downs, имаше неколку хотспота кога беа тешки, Илија Дионски се фрлам од приземје. Кој? Илија, више на живци му скокаше Рената со некои тези враќања на филмот Стојано. Викаше ќе скокнам од приземје, имаше во последните кога влеговме во замор еден голем околу тоа, госпоѓата Дулични пееше малку и така. Не даваше ни книгички од кинески мудрости, ваѓа, со памети мене се. Ви пееше за да се релаксирате сите или така, она се релаксира веројатно, така, беше симпатично тоа. Имаше една сцена кога Илија кога ги поставија тезите за контра правните препораки по нивен концепт, правни квалификации, сега на нашите ни поставија кривична одговорност за пратениците кои се тепани, вадени надвор, треба кривично одговарат и кривично одговарат за надвор, протестите. И сега му викам Илија, добро ли еве сега теоретски, да се согласиме ние со. Ти би може ли да живееш со тоа? И он се вака ми вика, пробајме. Па ми викам со, пак пробајме. Сега малку се укочив од тоа пробајме, дури копчам на што мисли, али беше така ласцивно тоа. Го прескокнавме тоа и излеговме, на крај се повлекоа од тие пробајме варијанти, од целокупните сугестии и излегува со едно тотално решение, прифаќаме се. Како го напуштија они тоа барање нивно? Па не ми е. За одговорност експлицитна на пратениците од опозицијата? Па прво тоа е лошо решение. Не може, знаете, пратениците инсистирале на него, прашање логично како се враќа, како ретерираат назад. Што е проблемот со него кога расправавме, кога беше уште на маса? Проблемот со него е што има две точки кои се тешки за отварање при тоа прашање. Прво е дека пратеници се покриени со имунитет. И ние треба да расправаме за членот од Уставот, имунитет на пратеници, тие се ослободени од кривична одговорност во собранието, независно дури во тензични ситуации кога се одвива тој политички диалог. А кршењето на столове, тоа е дисциплинска одговорност, се одбива од платата, не е кривична одговорност, не може да биде покриено со тоа. Второ, кривичната одговорност, па надвор од собранието, немаме надлежност комисијата на протести надвор. Полицијата, што мислела да поднесе пријави, поднела, што се ние расправаме, кој тамо се судрил со, ако се судрил некој со полиција, зашто они поднеле пријави до сега 100 пати. Не е наша надлежност. У Мартовскиот договор пишува во собранието и на влезот од собранието. Во таа смисла надвор, не е на улици за протести. Така што тоа надворот, таа тема не можеше да издржи. Има еден елемент од кривичната што му ја прифативме како препорака, тоа е во иднина носители на јавни функции да бидат као поодговорни кога ја злоупотребуваат функцијата во јавниот живот. Му беше многу важно тоа, во ред пеки. Иако мислам дека тоа различен третман на луѓето пред законот, али добро еве да бидеме построги према функционерите, да бидат пофини и така натаму. Беше важно, се согласивме со тоа, но ова друга ја повлекува. Професоре, извештајот е еден дел од врските на Мартовскиот договор, што следи? Што останува да се имплементира целиот Мартовски договор сега? Се препораките наред? Не, остана од извештајот. Кој треба да си собранието да ги префрли да бидат дел од деловникот? Да, ургентно треба да се формира комитет за имплементација, кој е паритетно составен од сите партии по еднаков број членови. И тој ќе биде заедно со едно набљудување од странците како тело кое сега се ова треба да имплементира во рокови. Најважно и најпрво е брз, ургентен промена на деловникот кој е донесен еднострано од владичкото мнозинство после изфрлање на пратениците. Кај него најургентна процедура е за буџет, бидејќи новиот буџет еве го пред нас. Значи тие две-три работи треба брзо да ги направат. Многу е важен составот, се е за луѓето. Овие луѓе што тук тамо ќе бидат треба да бидат кооперативни и да се договараат меѓу себе, бидејќи ние се обидовме, навистина немаме проблем во тоа. Прифатија, например, кај изборите, кај буџетот, да се пред изборите да се носи ревизија на буџет со тоа што власта ќе покаже каква е состојбата на јавните финансии пред влезот во избори.
што е обврска. И тој е сличен како 6-месечниот извештај за буџетот. Има обврски сега кои власта мора да ги реализира и кои ги прифатија. Тие се прилично револуционерни обврски нови, квалитетно подобрување на целата ситуација. И добро е во тој дух да почнат, да престане ова блейминг. И тоа треба да се заврши до објавувањето на извештајот на Европската комисија 16 октомври. Па веројатно интензивно до тогаш, не знам, има 2 месеца ми се чини да. мал рок, али е предизвик голем. И треба да свртат страна, треба да влезат во еден нов вокабулар. Не знам дали им помага овој спин сега кој го направија, кој почнува да го прават жесток околу обвинување што значи, треба да го батала тој да влезат во сериозно остварување на тоа. Навистина може да се промени климата. Има еден гест кој мислам дека треба да се каже, не сакам да влезам зошто власта направи таков спектакуларен пресврт. Меѓутоа, точно е дека без тој пресврт немаше биде донесен извештај. Така да, не знам дали сега сами го направиле под притисок, дали од двете комбинации сами, не е важно, важно го направи. И тоа е за поздравување. Гест е кој овозможи извештајот да се донесе и одиме понатаму. Да. Уште за крај за односите Груевски Шекеринска Заев има прилика да бидат повеќе време заедно, можеби тоа ќе им овозможи некако да го засилат политичкиот диалог. Имаше меѓу нив двајца, односно тројца ситуации кои па не можам околу тоа зборам, знам на што ме прашаш. Знам што ме прашаш, ама ја тука не можам. Имаше не мислам дека тие се знаат, не беше комисијата. Тука повеќе членовите на комисијата меѓу себе се позапознаваа, бидејќи беа се ородија, како викам, да, бидејќи беа многу заедно, да, long night with заедно беше онака подобро запознавање и дој впечаток дека ние не се знаеме прилично, знаеш, преку политика е тоа тврдо запознавање, вака кога ќе влезеш во меѓучовечки односи има кривини кои можеш да ги совладаш на еден чуден начин и тоа е добро. Ево тој директен контакт веројатно и луѓето можеби им добиват и по некаков поинаков впечаток. Со Илија Димовски на кафе ќе одите? Па мене не ми е проблем. Илија Димовски јас го чекам наредната недела во студиото на Нова. Ви благодарам.